вторник со почеток во 19 часот и 30 минути на големата сцена во Народниот театар во Битола премиерно ќе биде изведена представата Смислата на животот во режија на Благој Мицевски од израелскиот автор Идо Нетањаху, познат на битолската публика со пиесата Happy End, кој по втор пат работи во Битолскиот театар. Текстот за представата е инспириран од делото на автентична личност, познат психотерапевт кој го преживеал Холокаустот, а потоа ја ширел идејата за справување со најтешките моменти во животот. Тоа е Виктор Франкл, кој во Израел објавил неколку дела и се смета за култна личност што развил сопствена гранка во психијатријата. Текстот се занимава и генерално со смислата воопшто. Меѓутоа мислевме дека некаде во средина на реченицата смислата на животот е една категорија која што е променлива. И според зборовите на доктор Франкл, тоа е една реченица која што јас вака би ја издвоил, можеби и која што ја поддржуваме и некако не интересираше најмногу, е дека смислата на животот се менува некогаш од година во година, а некогаш и од ден во ден. Па мислам дека тоа дава една можност представата сепак да остане отворена за луѓето кои што ќе гледат да размислуваат за нејзе на начин на кој што тие ја чувствуваат и ја гледат. Договорот за представата Смислата на животот од израелскиот автор Идо Нетањаху беше постигнат за време на престојот на ансамблот на Битолскиот театар на фестивалот во Ако во Израел. На овој начин театарот ги јакне израелските врски. Идо Нетањаху е еден од најзначајните автори на Израел и наш драг пријател и колега, наш искрен драг пријател и колега, кој посредуваше околу представувањето на Битолскиот театар на два пати во Израел и се надеваме дека ова продлабочување на соработката нема да застане тука, дека ќе продолжиме и понатака со соработки во разни облици и видови меѓу нашиот театар и неговите пријатели театарски од Израел. Актерската екипа во представата Смислата на животот ја сочинуваат Петар Горко, Васко Мавровски, Сонја Михајлова, Сандра Грибовска, Иван Јерчик, Борче Ѓаковски и Ангел Мицевски. За преводот од руски беше задолжена Оливера Павловик. Сценографијата е на Валентин Светозарев, а костимите и изборот на музиката на Благој Мицевски.